За касната работа, сега да збориме реално, тоа требаше малку порано. Па порано требаше, не да и кренат, па сега замрзнавме. Онака ладно времето се замрзнавме сите. Треба да се замрзнат или не? Треба, како не треба, тама работа. Треба, нормално па. На оваа цена или? Море помалце треба, како ова, па по колку. Помалце, нормално дека треба помалце, ама ова држава наша не може крај да се најде. Ако им речеш помалце, ќе се бунат луѓето, нема поврзано сега со откупот, моткупот. Гревото за тие луѓе што одгледуваат, да ти кажам искрено. Гледаш дека е ладново не замрзнало и владата нека не замрзне и готово. Значи, џабе и колку да замрзне, толку е. Што ќе замрзне, 5 динара? Не е убаво тоа. Нека замрзне 20 динара банана нека јаде народ. Или патлиџан 50 динара нека јаде. Не 100 динара, што ќе замрзне 10 динара? Не знам како ќе биде, дали ова која нема нешто која се бара и џабе што ќе замрзне. Нема ни да носат на ваму и уште погладни ќе остане народот. Едино што може да замрзнат дома у фрижидера. Иначе на друго место сумњам. Не можеш да му забраниш. Калото кој ќе му го плати? Оно не стои 100 динара стално се симно и до 70, до 120. Ако им го платат калото, што ќе го вратат, нека смрзнуваат, иначе у фрижидеру, дубоко највише. Требаше да ги замрзнат у семењара, семињата на земјоделците, па сега цените ми сами ќе ги попуштевме. Ама они ги 1000 семки патлиџани, 9400 динара. Дали може тоа да биде? Пиперот исто така, краставиците семче 10 денари. Сега колку да ги даваме ми? Ете, тука е проблемот. Ништо друго. Ни у земјоделци, ни луѓе не се криви ништо. Платите мали, пензиите уште помали. Што ќе правиме? Вака? Во старт не беше предвидено замрзнување, него и поевтинување. Меѓутоа, мислам дека се игри, само ништо друго. Само игри. Министерство за економија тачно знае што прави. Со министер за... Треба помала цена да се замрзне? Нема потреба и ништо не е што замрзнато. И они и онака не беа покачени во последно време. Не беа качени. Замрзнати. Замрзнаа луѓето, цените не.